Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во последното за оваа работна седмица издание на контактната емисија Очи во очи заедно со мене Огнен Јаневски, каде што денеска ќе разговараме за тема која што можеби се извинувам е малку народски кажано века во социолект кај помладите генерации би звучало тоа по-лајт или полесна за разговарање со оглед на оние теми кои што ги разговаравме во изминатите денови, а беа поврзани со новонастанатата ситуација по однос на правно-политичката криза во Република Македонија, но не дека и оваа не е врзана со политика, со оглед на тоа дека можеби и кај нас и од сите аспекти гледаме политички. Или партиски, зависи кој како си гледа. Но добро, вчера во текот на денот дневниот весник Вест ја објави следната информација. Маса во стил од периодот на Луј 15 и столови во стилот од 30-тите години ќе набави владата за реновираниот објект. На страницата на Бирото за јавни набавки објавен е оглас за набавка на мебел и на теписи за владината зграда, за што ќе бидат потрошени околу 52.000 евра. Во огласот се бара канцелариски мебел, мебел за терасата и мебел за одмор. Според тендерската спецификација, како мебел за одмор, треба да се набави една маса со можност за пуштање во француски стил од периодот на Луј 15. Тоа е француски рококо стил од првата половина на 18-тиот век, поточно од 1720 до 1760 година. Во огласот се нагласува дека ногарките треба да се изработени од масивно дрво, со карактеристична горна заоблена и исфрлена кон надвор форма во истиот стил. За масата ќе се набават и 12 столови, кои треба да бидат во стилот на 30-тите години, иако не е точно наведено на кој век се мисли. Како мебел за одмор ќе се купуваат и аголна гарнитура, фотелја и клуб маса во модерен стил. Со мебел ќе се уредува и терасата на владата, таму ќе има тросет и двосет, изработени од дрво, со перниците за седење и за наслон, кои треба да се исполнети со мемори пена, и со пердови со извонреден квалитет. На терасата ќе има и 2 клуб маси, 2 помошни маси, 4 мали маси и една ТВ комода. Канцеларискиот мебел треба да биде во модерен стил со тросет, 3 фотели, една клуб маса, една маса за состаноци и 10 работни столови. Исто така за овие простории ќе се набават и 3 килими. Се набавуваат мебел и килими за просториите во кои се потребни. Објектот е речиси готов, останува уште да се среди салата за новинари, да се монтира системот за грејење и за ладење и да се засади зеленилото околу објектот. Најдосна за 2 месеца, објектот на владата ќе биде комплетно готов, вели Васе Доневски, директор на службата за општи и заеднички работи на владата во изјава за Вест. Реновирањето на зградата на владата почна во април 2013-та. Градежните работи ги изведува фирмата Бауер, која за 9,2 милиона евра ја реконструира фасадата во барок стил. Покрај основниот договор со Бауер, склучен беше и дополнителен договор со фирмата Деконком од 1 милион евра за изведување градежно-занаетчиски работи за адаптација на дел од содржините на објектот. Во проектот за реновирање и оградувањето на објектот, целиот објект на владата ќе биде заграден со метална ограда, а по должината на зградата ќе има 4 или 5 влеза кои ќе бидат отворени за граѓаните, но ќе се затвораат во вечерните часови, како и при посета на високи странски делегации. Оградувањето на владата чини 700.000 евра. Во даден момент на читањето на информацијата, морам да признам дека не можев да не го прочитам текстот во стилот на реклама за мебел, например. Ако сакате аголна гарнитура или можеби тросет и двосет, знаете да се обратите некаде. 0260 91 924 или 925 се телефонските броеви на кои може да се јавувате. Настрана сега можеби саркастичниот тон, зборуваме сериозно по однос на тоа дека село Горија баба се чешла, владата се уредува со рококо стил на Луј 15. 52.000 евра се предвидени по однос на тоа. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете погласно држијата. Повелете. Па сега што да ви кажам? Ова вчера Вест не прочита, по оваа Вест сега вие први ми ја прочитавте. Меѓутоа, не знам дали да се чудам или да плачам или да се смеам. Прво, кој е тој архитект за внатрешно уредување, што толку стилови ќе вметне во една зграда? Тоа е најобичен кич, без разлика што е од естетска гледна точка. А пак друго да оставиме на оваа безпарица, колку пари ќе се потрошат за сите тие работи. Се знае, во
палатата на Елисејските полине има такви простори, такви простори, меѓутоа тие се од времето кога се градени, се поправаат и тоа, ама тоа има патина на времето. А овдека што? Рококо, модерен стил, барок, ја уште не знам што не чув. Мислам дека многу прилично се разбирам од уметноста и во литературата и во уметноста, меѓутоа ова навистина ме фрапира. Како естетски изглед. Ајде ние македонците, не е важно кога ќе влеземе, што ќе видиме. Ама како ќе се представиме пред светот? Тоа е зграда кај што доаѓаат странски делегации. Што ќе помисли светот? Ние имаме ли архитекти за внатрешно уредување или имаме кич архитекти? Мене тоа ме боли, затоа што со ова се ништи имиджот на Македонија. А за средствата веќе да не зборуваме. Една телевизија гледам, едно сирото семејство го гонат, кој што се приклонува под некој стреј, го гонат со две мали дечиња, а за семејството во Алумина зборувате? За семејството во Алумина зборувате? Да. Сега некако во Тапталиџе се и од таму до утре до недела треба да се извезат луѓево. Место дел од тие пари да се обезбеди, да им се даде некој социјален стан, они овдека ги расфрлаат парите. Не сакам да бидам погрешно разберан, не сакам со огорчување да зборам, меѓутоа многу голема дискрепанца имаме во давање на средства. Благодарам многу. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Прво на брзина ви кажам, гледам емисијата за животот, вашата емисија, и многу повеќе ти лежи филозофијата и лириката отколку политиката, знаеш. Како на секој прочит. Така, повелете. Поприродно му доаѓа на човекот да зборува филозофски отколку политички. Да. Шкафи, гарнитури, дуборези таму, Луи 16 таму. Па гледај сега, во 90-тите години Македонија беше како во песната грбечки да влезеш, мешечки да излезеш. Па сега ова е една врста на прогресија, некој ќе рече некомпатибилна, но јас би рекол компатибилна со историјата на Македонија. Па нели бевме прва организирана држава во светот. Треба малце од тоа да си да држиме за себе, така? Второ, ако толку се сомилостиви подржувачите на опозицијата, зошто од гарнитурите во Швајцарија и другите банки формирани во 90-тите години не се смилосуваат и да му дадат на семејството да му помогнат. Имаат милиони, Огнен. Јас и ти немаме динар, брат. Да се отвориме картите. Милиони. Тоа е така. По однос на немањето. А кај е нивната сомилост? Да имам јас толку пари, бе, сите ги раздадам, да ме веруваш, 1 грам да ме веруваш. Само не можам да сватам ова лицемерие. Добро. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Нешто што треба сериозно да се нагласи за да не забегува темата во тој поглед е дека ваквите стилови поврзани со барокот или со рококо стилот или оние ренесансни стилови од хуманизмот и ренесансата и тој период од 14 до 17 и 18 век немаат никаква врска, особено архитектонските, со ова подрачје овде, особено од Белград надолу. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Имам една само мала и кратка сугестија. Знам дека е време на патриотизам и го прифаќам тоа. Меѓутоа ги замолувам сите патриоти, без разлика на кое ниво, следејќи ги чекорите на нашиот револуционер или идеолог Гоце Делчев, тогаш им сугерирам, нека живеат и работат во неговите услови, за да може да биде автентична идеологијата.
Ова иначе доаѓа као голема демагогија. Па дури да ви кажем искрено, веќе полека станува да бидеш македонец, срамно да бидеш македонец. Јас веќе почнувам и така се чувствувам. Ви благодарам за остапеното време и пријатно. Ви благодарам и јас за јавувањето, пријатно и до вас. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија излезе со реакција по однос на ваквата информација за уредувањето на интериерот на владата, особено на овие 3 простории. Од владеачката партија ВМРО ДПМН се уште нема контрареакција, барем до моето влегување во студиото. Доколку меѓувреме дојде, се надам колегите и ќе ми ја донесат да ја прочитаме. Во реакцијата на СДСМ се вели: И Емил Димитриев, како и неговиот предходник Никола Груевски, бил влюбеник во луксузот. Луксузите на фамилијата продолжуваат додека бедата на граѓаните се продлабочува. Димитриев ќе ужива во стилот на Луј 15. Премиерскиот кабинет на Димитриев ќе бил во масивно дрво со фотели во боја на кралско вино. Никола уживаше во барок, а Емил премина на рококо. Со Емил Димитриев, власта на ВМРО ДПМН зачекори од 17 во 18 век. Понатаму тие во своето обраќање велат, во 21 век во Македонија деца умираат од срушени тавани во трошните куќи на сиромашните семејства. Луѓе умираат од глад, над 180.000 граѓани преживуваат на вода со по 40 денари на ден, над 500.000 граѓани живеат во сиромаштија, 626.312 граѓани заминале од Македонија по екзистенција. Емил Димитриев може да се откаже од расипничките луксузи на грбот на граѓаните. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас само едно прашање би имал до вас. Да? Дали добро прочитавте или дали има гилотиња порачано? Баш побарав да ви кажам, во тендерската документација не видов никаде гилотиња дали има. Ја би препорачал да има за секој случај и една гилотиња. Пошто од тој период е исто по тоа. Да. Така. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Сета среќа што гилотињата барем во денешно време веќе скоро и да не се користи во 90% од териториите во светот. Дали имаме некој друг на линија? 0260 91 924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го дадете вашиот коментар по однос на денешната тема, дека се Логорија баба се чешла, а односно владата се уредува во рококо стилот на Луј 15, по кој што, впрочем, рококо стил најмногу и е прославен после Луј 15. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Рака, млади господине, Мирко од Прилеп овде. Поздрав до вас. Па видите, нели купивме Мерцедес од 600.000 евра да ги возиме председателите, гостите кои ќе посетуваат владата и председателот. Па кога ќе дојдат, има да седа за дрвени столчина, треба да седа во некоја раскошна гарнитура, да видат, да гледате секој ден од цел свет ни доаѓаат разни луѓе председатели, доаѓаат пратеници од разни земји, така да нашиот досегашен премиер нема време и глава да крене од тие посети. Така се работи кога тие самите рекоја, ќе владееме 100 години, па веројатно Груевски ќе живее 100 години, онда парите се ги троши, нема контрола, никој не го контролира, нити Мирко, нити Огнен. Колку рекол на 21 милиарда евра се потроши, од тие 21 милиарда, околу 5-6 милиарди си појде по дроу шоува и се продаде македонската земја и се даде македонскиот народ како робови работници со факултети се едно друго за ќе си изразим, рекал сам ќе го задржа зборот 200 евра. Значи ова што го прави ова влада без контрола е од народот. Затоа треба народот веќе еднош да свати, да стане 20% ако гласале за него, 80% се против него. И затоа треба ние 80% што сме против него, треба да се дигнеме еден ден. И ова не е никакво домашинско трошење на пари, а има луѓе, како што еден предходник рече, умират и за јадење или водат по континерите. Значи, ова е стварно невиден скандал од оваа влада. Добро. Секој месец по 4 пати ќе се задолживале. А каде е буџетот стопанкамо? Извинете на изразот.
Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Да. Добро. Бидете ви поздравени и пријатно. Благодарам, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Ова е врвна, неукусна, кичина, не знам што да речам. Таков намеште, такви маси и столици, јас гледам во белградската она реалити шоу Парови, Голем брат и не знам си што, и во турските серии. Бидејќи се зависници од турбо фолк српската музика, ја не знам, изгледа таму го видоа овој намеште, па го порача и за во владата. Циркуси, не знам. Нешто не враќаат назад, него не прават мизерно да се осеќаме безвредно, без вкус, без идеи, без своje јас, без кој идентитет го бранат. Така. Ме сваќате што сакам да кажам? Што се прават големи патриоти? Само трошат пари на глупости? Или тие пари ќе ги стават на страна, па после ќе ги употребат за изборни цели? Или некој ќе се збогати со провизија? Револтирана сум и стварно не знам што да кажам понатаму. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ова мене ми изгледат, ми се чини како во 50-тите години во Иран, тогашниот шах, така ги викале, што со Конкорд секој ден му носеле јадење од партија. А неговата жена се капела во млеко. За реза па хлави зборувате? Молим? За реза па хлави шахот зборувате? Да. Мислам дека имат филм, се викат Арго филмот. И тука многу го прикажуваат. Тој како луксузно живее, а народот по улици како гладува и умира. Ова истото се дешава сега кај нас. Арно, ама тој неславно завршил, пошто Америка му дала азил, за да ја користи неговата нафта, ама не знам ние на Америка што ќе му подиме, ние нафта немаме. Така? Сега крај на ова може само да му стави народот. Јас се гледам кривицата во народот, во никој друг. Си има начекано тој овца народ, си го стрижи, си троши пари, 5 милиарди евра се изнесени од држава од 2006, 2007, 2008 која година таму е. Така да никој ништо не може да му прави. Само народот е крив, огнен, никој друг. Само народот е крив. Сега, тој нека си користи рококо стил, нека си уживат, нека се вози со 6.000 Мерцедес, ние овдека ќе умираме за јадење, ќе чекаме 200 евра плата 5 месеци да јадеме. Така, јас тоа мислам, друго ништо. Ве поздравljam, имајте убав ден. Ве поздравувам и јас вас. Добро, пред да одиме со следниот гледач, само повторување за оние што можеби подоцна се вклучуваат, а веста се уште не ја прочитале, бидејќи не е јавно пренесена многу по медиумите. Маса во стил од периодот на Луј 15 и столови во стилот од 30-тите години ќе набави владата за реновираниот објект. На страницата на Бирото за јавни набавки објавен е оглас за набавка на мебели на теписи за владината зграда, за што ќе бидат потрошени околу 52.000 евра. Во огласот се бара канцелариски мебел, мебел за терасата и мебел за одмор. Понатаму ќе ви прочитам и дел од тендерската спецификација. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Моje мислење е дека уствари некако ние погрешно сите информации ги пренесуваме и вие медиумите, а и ние гледачите мислам дека фокусот ни е тргнат на страна. Зошто го викам ова? Сега ние разговараме за рококо стилот, за барокот стилот, за ваков стил, значи оваа гарнитура маестрално знае како да го наведе слушачот, гледачот, значи да не се фокусира на тоа дека ова е однапред договорен тендер, затоа и толку специфики има. И тука се знае кој ќе заработи, истото беше и со палмите, исто и со фасадите, исто и со сите други работи. Значи, маестрално наметнуваат ние да разговараме сега за рококо стил, дали требало, дали не требало, дали палми требале, па ја не верувам дека Никола Груевски е толку глупав да не свати дека палмите се во старт неуспех. Значи, посадени овде во аеродром ги гледам, 3 палми покрај раскошни борови, значи тоа е смејурија, ама ние повторно пак за палмите разговараме, не разговараме за парите што некој ги украл. Значи, тука мислам дека се во ова е само една голема реклама која не заслепува уствари да ние видиме што се случува. Ако ви е ова чудно, мислам дека ќе бидеме запрепастени и фрапирани кога ќе излезат слики од седиштето на ВМРО во Скопје. Значи, таму било безобразлук од невидени размери што
Видете, и на крај крајава да треба и да сватиме нешто. Ја не сум толку против владата да троши на такви репрезентативни работи. Добро. Нека биде и Мерцедес, и авиони, ракети, ако им требаат, ама ако работат за народот. И ако луѓето го чувствуваат тоа, секој сака да има репрезентативна и влада, и се што и улици, не. Ама мислам дека овие дечки ја имаат промашено работата во старт, и уште една констатација, мислам дека СДС во ситуацијава дадена и во наредно време нема можност да ги победи, нити на улица, нити на избори, така да не знам што ќе биде. Ова некако ми звучи апатично, не знам кај ќе се тера со ова, али СДС не може да донесе победа, не може да ги победи овие играчи во ниеден надпревар. Тоа е тоа по мене. И благодарам, поздрав. Јас вам ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас, и ја прифаќам суптилната сугестија по однос на финансиите, затоа ќе замолам до режијата, до делот со подписите. Значи, по насловот Село гори баба се чешла, владата со 52.000 евра, значи тоа да го додадеме, со 52.000 евра се уредува во рококо стилот на Луи 15. Благодарам режија, благодарам и на гледачот за сугестијата. Добро, понатаму, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се јавувам од село Загорци, општина Конче. Поздрав до Загорци. Радовишка општина. Повелете. Го повикувам гледачот кој се јавува и плаче на Канал 5, а кај вас два пати се јавува Вучков Данчо, да се јави и да ја даде коментар во врска со ова, затоа што зад него има црна биографија. Благодарам. Да се живи и здрави, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до село Загорци, општина Конче. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Лидија е на телефон. Поздрав до вас, Лидија. Представам ви со име. Благодарам. Овака сега, село гори баба се чешла. Поубав наслов не можете да смислите. Значи, прекрасно нешто. Владата со 52.000 евра уредува Роколко стил. Дали и владата е на Груевски и на ВМРО ДПМН? Не зборувам колку е, што е потрошено, сите тоа го знаеме. Дали таа зграда на владата е нивна, па за да може они што да прават? И само уште нешто ќе кажам, спомна се некои троседи, двоседи, джакузи ставија ли они тамо некаде? Како? Джакузи дали ставија? Тоа треба да се провери. Гледате добра идеја. Кога веќе имаме вакви информации, треба се да се провери. Да. Клучен збор джакузи ќе го бараме по... Ете така, зашто не оди троседи, двоседи, треба и некоја спална тамо, во таков некој стил, па и джакузито. И уште една работа, кратко, значи во зградата на ВМРО ДПМН, треба и таму да се провери што има, какви гарнитури, од каква кожа, не знам што, не знам. Да знаеме се, сега ние знаеме вака од страна, меѓутоа јавноста да дознае нешто многу повеќе. Така, добро. Ви благодарам за јавувањето. Благодарам многу, едва и ве добив, али упорна бев. Мило ми е, ви благодарам за јавувањето, бидете и понатаму упорна, ви посакувам убав ден. Според тендерската спецификација, како мебел за одмор треба да се набави една маса со можност за пуштање во француски стил од периодот на Луи 15. И тоа е француски рококо стил од првата половина на 18-тиот век или поточно од 1720-тата до 1760-тата година. Во огласот се нагласува дека ногарките треба да се изработени од масивно дрво, со карактеристична горна, заоблена и исфрлена кон надвор форма во истиот стил. За масата ќе се набават и 12 стола, кои треба да бидат во стилот на 30-тите години, иако не е точно наведено на кој век се мисли. Како мебел за одмор ќе се купуваат јаголна гарнитура, фотелја и клуб маса во модерен стил. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав за владата, имате тоа што агентурата, што викате агентурата, таа станува за агентурата влада и нема и овој народ само слуша демагоги, а сега само джабе негови со вие вако не доба поени. И стално си губим избори со вие вако. А тоа агентурата станува за влада Република Македонија, дали била ова влада и која влада била. И луѓе само не бајте демагоги, дека вако се става само за агентури. Поздрав влада Република Македонија, поздрав до премиерот и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и
До вас, а чекав до кој премиер ќе пратите поздрав. Со мебел ќе се уредува и терасата на владата, таму ќе има и тросет и двосет, изработени од дрво со перниците за седење и за наслон, кои треба да се исполнети со мемори пена и со пердови со извонреден квалитет. На терасата ќе има и 2 клуп маси, 2 помошни маси, 4 мали маси и ТВ комода. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас се сложила со проблеми да гледаш, не со претходниот. За владата не поќе ништо, мислам дека. И треба да се соберат парталите добро, да станете овој народ како некојаш против фашистите, балистите, што станеле со мотики, види и тие. Тие трошат пари огромни. Бидат да умират по патот. Што се фарят, господи премиер, јас сум позаменен возач. Нека помните пустите патише по Македонија, како ние ги прескокаме камењата. Со камионите ги туркаме. Само тоа нека погледат, не да шетат. И тој се поќе не е тој виж да пуштат секој ден фабрики уште и други работи. Да шетат пари. И не се сложил со да се сложил сите персони, не со овој пред мене. Так. Што ги брани, што ги штити. Добро. Дали ви се служили со тоа? Не прашам господин Онем. Тоа би било се? Дали се служувате вие со ова? Јас го прифаќам вашето мислење како ваше, се разбира, и благодарам што го споделувате. Така. Да престане да се рекламира, зашто не се кампањи. Ќе свират до 12 години, јас не сум партија, да ни за една, ни за друга партија. Да престане да се рекламират. Тоа да му се каже, на министерот за внатрешни работи. Тоа да пови таква работа. Так. Да го санират. Или некој може да го санират. Ако има некоја сила, да го санират. Дека треба да престанете да се тие работи. Дали се служувате со? Ало? Јас не можам да ви кажам дали се согласувам или не се согласувам со вашето мислење, тоа си е лично ваше. А после мене ќе сигурно се согласи некој. Добро, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, да, ве слушам, повелете. Ваш редовен гледач. Ви благодарам. Што да кажам, само можам да воздивнувам и да се нервираме сите, и не знам, сите велат народот изгласал, народот и што да правиме сега, народот и пак да дојде со тие такви кампањи и сето тоа, ако Катица Јанева ништо не направи, значи ако е да не кажеме и да е вистина и да не е вистина, да видиме, да дознаеме што е вистина, што не е вистина, само можеме да се нервираме. А јас, да ви кажам, 3 пати сум била во Версај и сум видела што е таму и има таму за Луи 14 или Луи 15, не знам кој сега, не се сеќам, има еден кревет, например, треба во седечка состојба да се спие за да не се задави, значи, мислам, во спиење, кралот. И навистина, меѓутоа, јас не сум платила Франција за мене, бидејќи сум била и стипендист на нашата држава, на бившиот систем. И благодарам, меѓутоа, се надам дека овдека барем ќе пуштат да влегуваат луѓето и да дојдат и нашите драги селани и сите и граѓани од малите градови, барем за мала сума да не одат во Франција да видат, да одат, значи тоа да биде еден Версај номеро 2, што викаат французите. И лета се муа, значи кралот, како рекол, државата, тоа сум јас. Значи малку и фонтани нека става така да биде поубаво и таму, ама без пари да ги пуштат, пошто луѓето, навистина нашите луѓе, некој има, некој нема, меѓутоа да имат шанса да видат како тоа изгледа. Еве, поздрав и срдечно ги поздравам сите наши луѓе. Сум страдала и меѓутоа сега малку ми е подобро, меѓутоа ги сосема ги разбирам нашите луѓе. Так. Бидејќи во таков живот сум живеела и јас. Добро. Затоа сум била и стипендист. Ви благодарам и се најубаво. Да, поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Канцеларискиот мебел треба да биде во модерен стил со тросет, 3 фотели, една клуб маса, една маса за состаноци и 10 работни стола. Исто така за овие простории ќе се набават и 3 килими рачно изработени. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ова огнен се вика село Гори, баба се чешла. И изгледа во Моровците ја спремат оваа зграда, може ќе уселат некои социјални случаеви, па затоа се спрема толку многу. Може би има таква намера. Најпаметно е Груевски со врхушката тие 5-6 души да се ги соберат парталите и веднаш да се одат дома и да заврши ова агонија веќе.
Ова е срамота што се случува во Македонија. Истина дека допред они да дојдат не постоела Македонија, од они кога дошле па да Македонија постои. Си даде оставка Груевски, повторно секоја вечер на телевизија ќе гледаме, ќе навестува проекти. Па ова е срамота што се случува во Македонија. Само не се криви многу они телевизиите, Канал 5 и Сител, што се влечат по него. Само народ ова не може да го истрае, јас мислам ќе дојде крајот. Им се бројат деновите. Добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Се извинувам, дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Па јас ова за новиот техничкиот владател. Он пред да стане ова премиер сега дали знаел што значи Роко Костил. Он може би треба да си ја украси владата во етностил. Толку фала ви на остатеното време, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Огнен, поздрав од Прилеп. Поздрав и до вас, повелете. Лудилото продолжува. Ѓорѓе Марјановиќ еднаш изјави: каков народ, таква власт. И народот ни е мрднат. И народот не е во ред. Зато и владата е вака олку умоболна. Ова не можам да го сварам во никој случај. Господ нека му е на помош. Само че се свеста една ден овие ВМРО-вци што брана, ќе му речат и нема пари за пензии, нема пари за плата. Ова има се крај. Која сега дома да му купам на деца да земам еден кредит клавир. Така иди. Господ на помош, пријатно и фалено. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето. Одиме со уште еден гледач. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ало? Да, добар ден. Огне? Да. Крадењето е многу стресна професија и луѓето кои 24/7 крадат треба да имаат и услови за да се одморат. И нема смисла Мерцедес да се вози од 650.000 евра, а да се седи на обична маца и на обична гарнитура. Само предлагам и во Идризово да си опремате на убава просторија. Јас мислам дека тоа му е следната станица. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме уште време за уште некој гледач? Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете, добар ден. Се јавуваме од Прилеп. Поздрав до Прилеп, повелете. Сега, на сето ова, селото гори, баба се чешла, нас не ни треба нити рококо, нити барок, малце владата да го погледни филмот Македонска крвава свадба и сите овие работи што ги прават, треба да ги прават во тој стил. Пријатно и до гледање. Пријатно и до вас и до гледање се разбира до следната седмица. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Не. Да, сепак беше до гледање до следната седмица. За крај. Реновирањето на зградата на владата почна во април 2013 година. Градежните работи ги изведува фирмата Бауер, која за 9,2 милиона евра ја реконструира фасадата во барок стил. Покрај основниот договор, склучен беше и дополнителен со фирмата Деконком од 1 милион евра за изведување градежно занаетчиски работи за адаптација на дел од содржините на објектот. Додека пак оградувањето на објектот на владата на Република Македонија чинеше 700.000 евра. Тоа ви е некаде околу 11 милиони за сега, плюс опремувањето за 52.000 евра во рококо стилот на Луи 15. Пријатно.